Бомбите на ЛЧК не се од СЈО, тврдат оттаму. Обвинителството на Катица Јанева уверува дека сите телефонски разговори што ги поседуваат се чуваат под строго пропишани безбедносни процедури. СЈО ги повикува граѓаните кои имаат снимени телефонски разговори да им ги достават. Воедно при анализа и обработката на материјалите се постапува согласно со воспоставените интерни правилници и процедури за евидентирање на процесот на прислушување и обработка на материјалите, како и обврската за целосно почитување на принципот на тајност и заштита на приватноста на граѓаните на Република Северна Македонија и други лица, гарантирана со Уставот и Европската конвенција за човекови права, и со тоа на секое лице му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, информираат од СЈО. Ваквото појаснување следи откако вчера шефицата на специјалното обвинителство Јанева не беше прецизна во изјавата за новите објави на телефонски разговори од Facebook корисникот под псевдонимот ЛЧК. Тоа го анализираат информатичарите. Има нешто што е дел, што е детектирано кај нас, а дел не. Така да се уште бараме во тие разговори дали има повеќето се албански, нели? Дали се треба да се преведат и така натаму и така натаму. Дали се тоа истите бомби што ги поседува сега? Има дел од нив што ги има, да. Имате информација од кај се обезбедени? Немам таква информација. Не можеме да гарантираме ништо во овој момент, бидејќи тоа се истражува. Премиерот Зоран Заев тврди дека бомбите на ЛЧК не се од СДСМ. Истражните органи треба се дадат. Навистина има закон. Ако имам, би ја споделил. Нема проблем, јавноста мора да знае. Тоа прави притисок на институциите да работат. Немам информации, можеби заради тоа што преокупиран сум овие денови голем дел на економски прашања, но и одлуките на Европскиот совет, но во секој случај очекувам истражните органи да ги откријат од каде потекнуваат и да постапат согласно закон. Во меѓувреме, ЛЧК не престанува од Чикаго да објавува бомби поврзани со врвот на Дуи и да бара заштита од актуелната власт за осудени во процесот за кумановските инциденти од 2015 година. Него го гони Кичевското обвинителство и бараат американските власти да го спречат за да не објавува нови снимени разговори на Facebook.